Во присуство на високи црковни представници од Македонија, Србија и Грција, како и на архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, синоќа во Струмица беше промовирана книгата «Мистичниот и литургиски живот» во делата на старец Емилијан Симонопетриски, магистерски труд на викарниот епископ Стобиски господин Јаков. Книгата го следи животот и духовното дело на старецот Емилијан Симонопетриски, еден од најзначајните православни духовници на нашето време, кој својот монашки подвиг го завршил на Света Гора. Според авторот станува збор за исклучително важна личност од современата црковна историја, за која се уште недоволно се пишува и истражува во православната теологија. Тоа е една исклучителна личност на црквата, наш современик, кој што остави многу силен, длабок траг во богословијето на црквата и кој што е исклучително свет човек и голем духовен авторитет, но ете сепак недоволно афирмиран сметам во некој наш локален контекст и еве се надевам дека мојата работа ќе биде барем потик за посериозно проучување и читање на неговите дела и запознавање со неговата личност. На промоцијата присуствуваа и представници на Светогорскиот манастир Симонопетра, како и професорот Теодорос Јангу од Теолошкиот факултет при Аристотеловиот универзитет во Солун. Во своето обраќање тој зборуваше за старецот Емилијан како за вселенски човек. Старецот беше вселенски човек, не само затоа што неговите дела беа преведени на многу јазици, туку и затоа што имаше способност да ги прегрне сите, да ги води во слобода и со честност да им го открива патот на вистината. Над се, тој беше вселенски затоа што го откриваше и го открива Бога. За значењето на книгата како исклучително вредно дело од современата православна литература говореа и промоторите, професор доктор Милан Ѓорѓевик од Православниот богословски факултет во Скопје и професор доктор Владимир Вукашиновиќ од Православниот богословски факултет во Белград. Богомислието на старецот Емилијан е исцелително. Тоа се стреми да ги разреши спротивставеностите во кои современата православна теологија се судира. На тој начин што ќе ги издигне до благодатната стварност на Царството Божјо, која го озарува овој век и ненаметливо го привлекува кон себе. Само човек што се моли вистински и го созерцува Бога во своето срце, вели тој, може да се нарече богослов. У нашем времену, у коме су духовни живот и богословје често раздвоени. Во нашето време, во кое духовниот живот и богословието честопати се раздвоени не само во црковна пракса, туку и во богословската визија на немал број современи теолози. Оваа студија покажува дека нивната нераскинлива поврзаност е суштински услов за вистинско богопознание. Со ова свое дело, епископот Јаков се придружува на се поголемиот број современи православни богослови, кои се трудат да го обноват, вратат и повторно да ја втемелат духовната и евхаристиска форма, содржина и смисла на теологијата. Промоцијата на книгата «Мистичниот и литургиски живот» во делата на старец Емилијан Симонопетриски уште еднаш ја потврди нејзината духовна и научна вредност, но и значењето на старецот Емилијан како личност, чии подвиг и мисла оставиле длабока трага во современото православие.